Добро утро за гледачите на Канал 5 телевизија и Здраво Македонија. Денеска ќе ви донесеме убави, радосни предновогодишни информации од општина Петровец. Нагости сме кај првиот човек, господинот Борче, кој ја отвори својата канцеларија да ни го раскаже се тоа што ќе го направи до крајот на оваа година. Добро утро, господин Борче. Добро утро и добро дојдовте во една од поубавите општини во Република Македонија. Навистина е така, радост е да се биде нагости во вашата општина. Секоја чест што сте направиле со истата, но би сакала да ве прашам како ќе ја заокружите оваа година. Како ќе пристигне радоста кај семејствата кои што живеат во општина Петровец и околината на истата? Па пред се почнуваме со исплата, поради изборите, нели закаснуваме едно 2-3 месеци со исплата на 2500 денари на финансиска надокнада на пензионерите. Значи 496 пензионери пред само 10 дена зема средства од општината. Исто така, значи денеска до наредниот понеделник, вторник, сите провачиња на територија на општина Петровец им доделуваме по 4000 денари. А бидејќи доаѓа нова година, веќе традиционално општината доделува на сите дечиња од прво до трето одделение на територија на општина Петровец новогодишни пакетчиња. Некои ќе го сватат, не знам како ќе го сватат, ама верувајте, за оние дечиња што се социјално загрозени категории е голема радост. На тие деца дори и даваме и хуманитарни пакети на нивните фамилии. Значи општина Петровец се грижи за своите жители. Затоа и 5 мандати сте на оваа позиција, 5 мандати ви е дадена довербата во општина Петровец. Верувам дека ова се само мал дел од работите кои што ги правите во општина Петровец. Кратко ни е времето за да раскажеме се, но кога сме кај нова година, кај сјајот кој што сакаат сите градоначалници да го дадат во овој период од годината, што вие ќе направите за општината? Значи секогаш гледаме да не одвојуваме големи финансиски средства, тука штедиме, но не штедиме за да ептен да не биде обележана со украси, сепак од Петровец до излезот на Ржанично ќе имаме поставено значи светилки, украсни светилки, општината ќе ни биде целосно украсена комплет и онаму каде што ќе фалат украсни светилки веќе се нарачени некаде околу 20 до 30 новогодишни елки, каде ќе ги поставиме на самите улични светла. Значи, да се осети она новогодишна атмосфера, амбиент, новогодишен амбиент. Дека ќе посветите повеќе време и внимание на културата во вашата општина, ке е символот што го градите веднаш до вас. Домот на култура кој ќе 2026 веќе верувам ќе биде завршен во општина Петровец. Кои се идеите, која е визијата за домот на култура и што би сакале во идно време граѓаните да имаат од истиот? Па со гордост може да кажам, значи она што го вети. А еден од покрупните проекти тоа е изградба на културен дом во општина Петровец. Еве, сведоци сме до самата нова општинска зграда која изградиме пред само година и пол, сега градиме нов културен дом. Значи, општината издвои 229 милиони денари за изградба на овој културен дом, значи комплет ќе биде предаден со клучна рака. Исто така ќе биде и партнерно уредување околу културниот дом. Значи, замислата е да заживее културата во општина Петровец. Ние само пред 5-6 години формираваме културно-уметничко друштво, кое сега брои повеќе од 80 дечиња. Гордо се при секоја прослава на општината, денот на општината 6 мај, денот на училиштето на Кочараци, значи тие 80 дечиња доаѓа со нивните родители, прават представи, значи имаме културата живее, значи ние сочувуваат пред се традицијата наша. Ја имам, што се вика, мали внучиња кои со гордост ги гледам кога настапуваат во тоа културно-уметничко друштво, Етнозуница се вика, и вложуваме во културата, вложуваме во спортот. Јас поранешен спортиста бев вице шампион на Југославија. Значи, вложувам во спортот. Ние имаме во моментов 4 фудбалски екипи. Осем тие фудбалски екипи, значи има и подмладок. Значи некаде околу 120 до 130 деца тренираат во тие фудбалски клубови. Значи ги
тргаме младите од улицата, ги насочуваме во спортот. Значи, вложуваме имаме одбојкарско друштво, имаме теквондо школа, имаме кошаркарска школа, значи, сите оние тренери што ќе дојдат, што ќе побараат, значи, термини, време и финансиски средства, општина Петровец излегува во престрат. Секоја чест вистинските вредности да се негуваат, да се потикнуваат и да се даруваат на младите. За крај на сите гледачи, што ќе им посакате за новата година, што ќе оставиме во старата година и кои се ветувањата за да блесне 2026? Пред се, мир, здравје, слога, соживот, тоа го имаме во општина Петровец, тоа го посакам да го имаме на целата територија на Република Македонија. Благодарам од срце, да остане и така, уште многу мандати пред вас, каде што општина Петровец во вистински сјај ќе биде за граѓаните од граѓаните. Ви благодарам. Ви благодарам и на вас. Денес нагости во општина Петровец. Радоста да се слушнат убави информации и вистинските вредности да се вратат за граѓаните. А ние и натаму продолжуваме транспарентно да ги посетуваме сите оние локации кои се на ваше барање. Се враќаме во студија.